Покрај мојата сопруга, ова е втората лепотица. И за разлика од другите мотори, овде има една приказка, една историја. И затоа сум многу врзан со Веспа. Еден начин на живот, еден стил на облакање, една убава приказка. Педжа, дали сте среќен човек? Искрено, кажам. Искрено, јас сум многу среќен. Секој ден. Кои моменти ви се најсреќни во животот? Кои моменти ви биле најсреќни? Овака, у последно време сум најсреќен со фамилијата. Значи, имам два прекрасни сина. И во последно време прекинав да се дружам со негативци. Од кога прекинав да се дружам со негативци сум најсреќниот, затоа што не ми ја зимаат енергијава. А гледаме какво е времево, каква е ситуацијава, се поголем број на негативци. И затоа гледаме со позитивна енергија, со хобијата мои, со дружење со позитивни пријатели и другари, да бидеме среќни секој ден. Откривате нови убавини во животот, како татко, како семеен човек. Дали тоа значи дека адреналинот ќе го поставите на трето место? На трето не, тоа ќе реков ќе бидеме мртва трка. Фамилијата е на прво место, но секој слободен момент ќе го користам со моторите, со сноубордот, со вејкбордот, бидејќи тоа сум јас. И ако сум јас среќен, ќе давам повише внимание на фамилијата, на луѓето околу мене. Сега како семеен човек, како родител, се присетувате ли на младите денови? Кога бегавте од дома се бањате на треска, да скокате во Вардар? Не знам тогаш како, сега би мислам дека не би ги пуштил децава ни да возат мотори, ни да се бања така. Мада тоа било друго време, со помалце сообраќај, со помалце опасност надвор. Сега на глобално ниво е отидено на долна линија и е поопасно за младината. Што е релаксира најмногу во денот? После дневните активности, покрај многуте обврски што ги имате? Ме релаксира дружењето со пријателите, со фамилијата, со моите другари. Тоа ме релаксира највише. По слободно време, која музика слушате? Кога ќе искочам, слушам електронска музика. Дома слушам класика, у кола слушам, знам да слушам хип-хоп, R&B, значи све зависи од А најубавата музика дома? смењето на децата. Така е.